Само со вклучување на децата од семејствата од ранливата категорија во образованието може да се надмине проблемот со питачење, сметаат од првата детска амбасада во светот Мејеши. Овој проблем години наназад се провлекува низ институциите и никако да се стави крај на истиот. Околу 2000 деца низ градовите во Македонија питачат низ улиците за да се прехранат. Главниот проблем за питачењето и исклучувањето на децата од училиште посочува основачот и директорот на првата детска амбасада во светот Меѓеши Драги Змијанац. Тој смета дека Министерствата за образование и за труд и социјална политика мора да најдат механизми на овие деца да им дадат одредени бенефиции како би можеле и тие да одат во градинка уште од нивната 3-та година со цел да стекнат правилни животни навики и вештини. Министерството за труд и социјална политика, колку што сум информиран, сака да направи одредени стамбени објекти кај што ќе ги стационира овие семејства, но не може да ја префрли одговорноста на граѓаните и граѓанските организации за состојбата. Значи мора да најдат механизми и начини како барем еден од родителите да се вработи, затоа што овие пари кои децата ги заработуваат едноставно се неопходни за екзистенција на семејството. Ако се вклучат децата во училиште, ќе имаме едно дете помалку на улица и на тој начин ќе го решиме тој би рекол круг на неписменост, исклученост од образование, злоупотреба со вклучување на децата во образование, ќе го решиме проблемот во Република Македонија. Центрите за социјална работа околу проблемот со питачењето не даваат точни информации колку деца, посебно во летниот период, се на улица, односно, според нивните информации, се добива впечаток и дека нема деца кои питачат. Змијанац вели дека отсуствува функционалност во нивното работење. Центрите за социјална работа зашто не се доволно екипирани и не се доволно на терен. Имаме проблеми во училиштата што немаме социјален работник кој ќе детектира состојбата во семејството за да може да превенира одредена злоупотреба, насилство или најлоши форми на сексуална злоупотреба. Она што мислам дека е важно да се нагласи дека има и работа за трудовите и просветни инспектори. Има сезонски работници, деца кои во мај и во септември отсуствуваат од училиште за да можат да работат на нива и да заработат за семејството, а просветните инспектори да ја дефинираат состојбата на тие деца кои се на улица зашто не се во училиште. Од Меѓеши велат дека тие како прва светска детска амбасада заедно со новинарите и граѓанските здруженија вршат еден огромен притисок врз институциите на државата да одговорат на највисок начин според стандардите кои ги има Република Македонија, превземено во однос на Конвенцијата за правата на детето и нејзиното спроведување во пракса.